Вистина е дека цените на храната во еврозоната пораснаа значително побрзо од другите стоки во последните 5 години и тоа особено ги погоди посиромашните домаќинства. Според Европската централна банка, токму храната е причината што инфлацијата толку силно се чувствува на секојдневно ниво. Вистина е дека уште од воведувањето на еврото во 1999 година, храната постојано поскапувала малку побрзо од другите производи, но разликата што се појави од 2022 година наваму е без преседан. Истражувањата покажуваат дека вкупната инфлација во еврозоната пораснала за 23% од крајот на 2019 година, додека храната поскапела за просечни 30%. Вистина е дека некои земји ја почувствувале инфлацијата уште поостро. Во Белгија храната скокнала за 38%, а во Балтичките земји и Унгарија дури за повеќе од 50%. Зад ова стојат повеќе фактори. Војната во Украина ги поскапи енергенците и ѓубривата, а тоа предизвика синџир на поскапувања и во платите во прехранбената индустрија. Вистина е дека климатските промени исто така имаат своја улога. Цените на маслиновото масло и какаото се во пораст, што дополнително ја влошува ситуацијата. За семејствата со пониски приходи, кои поголем дел од буџетот го трошат на основни производи, оваа инфлација има далекосежни последици. На крај, вистина е дека ова непропорционално влијание врз сиромашните ќе има сериозни политички и економски импликации. Намалената куповна моќ може да доведе до зголемени барања за повисоки плати, што може уште повеќе да ги турне цените нагоре. Европската централна банка ќе мора внимателно да ги следи овие трендови за да избегне нов инфлаторен бран. Вистина е дека ваквиот ценовен притисок не се чувствува еднакво кај сите граѓани. Додека семејствата со повисоки приходи можат полесно да се адаптираат на промените, оние со ограничен буџет често се принудени да се откажат од поквалитетна и поздрава храна, што долгорочно може да влијае врз нивното здравје и благосостојба. Ова отвора и прашања за социјалната правда и пристапот до основни потреби во рамките на ЕУ. Вистина е дека покрај краткорочните економски мерки, потребни се и системски решенија за стабилизирање на прехранбениот пазар. Тоа подразбира инвестиции во одржливо земјоделство, заштита на локалното производство и подобрување на енергетската ефикасност во прехранбената индустрија. Без вакви чекори, Европа ризикува повторно да се соочи со растечки притисоци врз потрошувачите при секоја геополитичка или климатска нестабилност. И конечно, вистина е дека довербата во институциите зависи и од нивната способност да одговорат на ваквите предизвици. Европската централна банка и националните влади се соочени со задача да одржат економска стабилност, но и да осигурат дека борбата со инфлацијата не оди на сметка на најранливите. Во време на кризи, токму храната станува прашање не само на економија, туку и на достоинство.